Добро вечер. Визави на програмата на ТВ канал ВИС. Мој вечерашен гостин е професор доктор Трајчо Витанов, со кој што ќе разговараме на актуелни теми, но и на теми поврзани со правото во овој навистина специфичен период кога во многу места и на многу начини се толкуваат правните одлуки и правниот систем во нашата држава. Професорот Витанов предавал на повеќе универзитети во државата, меѓу кои на Универзитетот Гоце Делчев и на Меѓународниот Славијански универзитет Гаврило Романовиќ Державин. Ги предавал предметите казнено право, меѓународно казнено право, европско казнено право, европско казнено процесно право, меѓународно казнено процесно право, казнено процесно право. Со него ќе позборуваме темата за која што го почнавме овој разговор е неговата неодамна издадена книга за докажувањето, односно доказите и доказните средства во казнената постапка. После овој увод, професоре, добра вечер, добре дојдовте во Визави. Најнапред, од каде потребата да се издаде еден ваков труд за докажувањето, доказите и доказните средства во казнената постапка? Сметам дека од моето долгогодишно искуство и како судија, како адвокат и како професор, кога се однесува за материјата на казнено процесно право, срцевината на ова материја е токму доказите. Без познавањето на поимите докази и доказни средства и разграничувањето помеѓу материјалните докази и материјалните доказни средства, не може да еден судија при обработка на своите предмети, при судење и така натаму, во текот на процесот, да не ги разграничува овие поими што се битни, бидејќи секој од тие поими во себе носи своje обележје, карактеристики. Так. Професоре, вие покрај тоа што сте професор, се уште се бавите и со вашата адвокатска професија. И можете да ни дадете еден убав преглед. Кои се проблемите во образовниот систем, во факултетите кои што се јавуваат, а со кои што се судирате како применувач на правото како адвокати во судниците? Многу добро прашање ми поставивте и мило ми е вака, ево таа прилика, што и сум должен и имам обврска своја, да ги кажам слабостите, бидејќи, еве, продуцирам и студенти кои што завршуваат, па стануваат суди и адвокати, и во нивното образование недостасуваат токму предмети кои што се посебно потребни во областа на правосудството, да ги изучуват на правните факултети. Така. Пропусти. Каде ги гледате пропустите? Дали во големиот број факултети или во неунифицираната програма која што имаат сите тие факултети? Како прво, точно е тоа дека многу факултети има од правната наука во Македонија, повеќе правни факултети. Мислам дека тоа е една хиперпродукција на правници и оваа хиперпродукција на правници е со многу послаб квалитет на знание. Постојните факултети правни факултети во Македонија во своите студиски програми не ги вклучуваат токму предметите што ги предавав на Штипскиот универзитет, и тоа се однесуваше на меѓународно казнено право, меѓународно казнено процесно право, европското казнено право и европското казнено процесно право. Ова е момент да го кажем тоа што ако веќе не се познава доволно меѓународното казнено право и меѓународното казнено процесно право, со непознавањето на конвенциите, на договори помеѓу држави, кога е прашање екстрадиција на лица кои што во најсовремениот криминал, сега кога има глобален транснационален криминал, организиран криминал, и ова најповеќе недостатува со знанието на составот во Министерството за надворешни работи, па и
во самото Министерство за правда, колку и во прашање за да се најде решение по конвенциите. По конвенциите за екстрадиција. Тоа во прашање комала конвенцијата за екстрадиција од 1957 година, Европската конвенција. И секоја држава е должна врз основа на токму на таа конвенција како основа да заклучува конвенции со други држави. Ние моментално кога има проблем сега и со Грција или со Унгарија или со други како држава, немаме ни тие конвенции и проблем ни е за кога треба да се врши екстрадицијата. Стално се одлагат тие, па не може со писма или со некои други услови кои што не се правно канализирани. Така? Па да другата страна врши екстрадиција. Тоа е исто и со Косово и така. Так. Што во овој случај, кога не е таква ситуацијата, што треба да превземе државата за да се од една страна подобри образовниот систем, односно да се смени програмата можеби на факултетите, а од друга страна пак што правиме со веќе продуцираниот кадар на правници кои што ги имаме и кои што веќе го практикуваат правото во државава? Сметам дека необучените правници, тоа морам да кажам, тоа изет необучените, затоа што јас и предавав на Академијата за суди и обвинители и го знам капацитетот на студентите кои што и такво беше приемат со таквите студенти веднаш како суди, а имаше доволен кадар кој стажира во судовите повеќе во 15 години, 20 кои пишува и дори пресудите на судиите. Така. И со големо искуство, па не ги бираа. И денеска имаме ние во Струмица повеќе од 20 години, некои се стажират по Така, во правните служби вработени ги работат предметите. Меѓутоа, еве во ваква ситуација, во моментов таа академија не работи. Сметате ли дека треба да ја има повторно или директно би требало да се бираат суди, нови суди од тој кадар кој што работи во судовите? И има ли таков предлог, бидејќи вие движите во академските кругови, најверојатно веќе се прават некакви предлози? Не мислам дека не е лошо да постои Академијата за суди и јавни обвинители, но мора да се смени таму и програмата. Знаејќи на тоа што многу малку се обраќа на практичниот дел. Па дури е и момент да кажам дека и на правните факултети за студентите многу битно е да има пракса. Во Германија, кога се студира на правен факултет, таму имаме најмалку 2 години на пракса се, па продолжуваат на студиите. Комплетни се тогаш и студентите со знанијата. Не може студент кој што само со читање и помине на факултетот, а без пракса. Не имаме правници кои што не може да напишат дури молба, ако дојде до тоа. Но сепак мислам дека и во нашиот систем на правосуден систем треба да се вметне пракса да има, и тоа најмалку по 1 или до 2 години, како што го има тоа и во медицината. Така. Преко праксата се стекнува и и дикцијата на самите студенти кога веќе ти дават обучување на предметите, со тоа после кога се суди или адвокати, имате дикција многу подобра и дават добри завршни зборови. Така. Сметате ли дека во моментов, во вака поставен систем, можеме да имаме позитивни промени? Јас ќе се навратам пред некое време кога се одржа една научна конференција во хотелот Сириус. Професорот Шкарик рече дека голем проблем произлегува од тоа што нема баланс помеѓу природното и позитивното право. Дека во повеќето земји преовладува позитивното право и затоа цути тој криминал, корупцијата и злоупотреба на власта на правниот систем кој што го става во своја функција. Дали тоа значи дека во таа смисла ни е потребно промена на целиот правен систем или поинаку толкување на законите, бидејќи јасно е дека постои повеќе начини на толкување на ист закон? Морам да ви кажам дека треба да се добро познава и
етиологијата и феноменологијата на криминалитетот. Тоа е од предметот криминологија. Таму се проучува една област, така наречена теорија на криминалитетот. И овие теории се многу повеќе. И во кои што теории се денеска современи криминолози во Америка ги проучуваат тие теми за појавата на криминалитетот. Криминалитетот се појавува во општеството. Фактор е и човекот на криминалитетот. Живее во општеството. Средината, групите кои што живеат во едно општество. Имаме и пониски групи, имаме и повисоки групи. Меѓутоа криминалот не бира во која група е. Така. Но во последно време со развојот на политиката, економијата, се појавува и тај современ криминалитет и тоа во врвовите на властите. Така. Поточно во државната власт. Што е многу опасен и дури зима размери транснационално. И точно организираниот криминалитет почнува да се движи, се пространува токму од властите. Така. И во овој момент кога зборуваме за криминалот и кој треба да се докаже, се навраќаме на оваа дело кое што е пред нас. Кажете ми колку е важна казнената постапка во борба против криминалот? Казнената постапка е многу битна, посебно современата казнена постапка, што е и нашата современа казнена постапка, на која посветив да напишем и оваа книга. Тоа е практично учебник. Од мојот рецензент може да се забележи дека се е препорачал за учебник и е добар учебник. Единствен во Македонија тој учебник од современата казнена постапка на Македонија. Кажете Тој ми... учебник се го користат не само обвинителите и судиите, го користат и адвокатите. И има голема поба, ги барат многу адвокати. Се среќаваме вака, се јавуваат по телефон, но може да го набават само од универзитетот, од Славјанскиот универзитет. Да, да. Во моментов и спомнавте дека криминалот честопати ги зафаќа токму врвовите на функционирањето на државата, односно власта, која што треба да го на некој начин чува правото и да го почитува правниот систем. Меѓутоа се случуваат и обратни ситуации. И во моментов и во Македонија има мноштво постапки кои што се водат против поранешни министри, премиери, луѓе кои што ја практикувале власта во низините врвови. Од тука ќе се поврзам со настанувањето на специјалното јавно обвинителство, кое што се случи после масовниот скандал на прислушување во државата. Имаме мноштво докази кои што во моментов тоа специјално јавно обвинителство ги користи, така наречените бомби. Но од друга страна, сега пак за новиот закон за јавно обвинителство, опозицијата инсистира да се изземат како докази. Вашето мислење како експерт, дали можат да се употребуваат или не? Токму во мојата книга не се наречени бомбите, него се наречени снимки, регистрација на снимки. Тие може да се користат како докази. И кога се вака нелегално стекнати? Па, морам да ви кажам дека доказите не се бираат во однос на тоа. Нелегалните докази само се однесува, тоа е во член 12 став 1, таму се однесува не за став 2, за став 1, таму се однесува кога доказите се прибират или собират на начин што се врши интервенција преку медицински средства, дали се однесува тоа на сведок или на обвинетиот, таму се забранети. Исклучиво се забранети и таков исказ не може да се користи како доказ. Додека снимките, регистрираните снимки, ако се направени вон кривичната постапка, вон правилата на постапката, но се направени од службено лице, кој што е вработено во органите за внатрешни работи, иако нема наредба за да ги набавува тие докази, но сепак се во службата. И како ваквите снимки може да се користат како докази. Ова
да немаме забона. Член 12 став 2 воопшто не се однесува на ваквите докази. Так. Вие ова го зборувате бидејќи сте еден од авторите на тој закон за казнена кривична постапка. Точно така, јас тоа го имам добро образложено во книгата, ми е дадено баш, и таму има разграничување. Доказите не се ценат од страна на судијата дали некој повреден или посилен, или дали појак доказ или поцрн доказ. Доказите се докази, а веродостојноста на доказите цени судијата. Но, за еден судија да ја оцени веродостојноста на доказите, мора да располага со многу добро сознание и од другите науки, како што реков, од предмета на психологијата, од предмета на психијатријата, од предмета на судската медицина, да биде комплетен судијата во неговите знания и да зна и да го познава многу добро правото, да биде едуцирано правно. И секој пат исказите на сведоците и на обвинетите судијата не мора секогаш да тргнува сурово да ги прифати. Мора да создава кај себе еден силогизам, поврзување од незначаен факт до значаен факт, бидејќи јас и во книгата имам тоа објаснато, треба доказите да се разграничат од фактите. И многу голема грешка се зборува кога има и адвокати, гледам кога излекуват од судот од Скопје, овие доказите, а други докази, тие докази не се докажани, тие цврсти докази. Судот суди врз основа на факти. И затоа се вели фактичка положба. Голема разлика има меѓу факти и докази. Така да ова разграничување треба да постои кај судиите. Така. Какви современи аудиовизуелни средства може да се употребат при утврдување на фактите во казнената постапка, а кои што можеби еве кај нас нема пракса да се употребуваат? Можеме ли да наведеме такви примери? Или пак, еве уште едно подпрашање. Дали ние во Македонија имаме потреба од промена, воведување некои новини какви што употребуваат судовите и во своите доказни постапки во светот, кои што тука не се применуваат? Видите, законот за кривична постапка предвидува овластувањето на јавниот обвинител при водењето на истрагите. Но истовремено во овој закон предвидува и правосудната полиција, овластувањето на правосудна полиција. И трета работа, се уште не е заживеено добро во нашето правосудство, истражните центри, кои што треба да располагаат со такви средства со кои што можат да се вршат тие снимања. Но тето тоа, кога е веќе во тек постапка и кога се води предистражна постапка или истражна постапка, секој пат снимките се преземат преку наредба на јавниот обвинител. Јавниот обвинител е домни свидетел во постапката и тој е властен. Но не значи дека неограничени се властувањето на јавниот обвинител. Затоа постојат и суди на претходна постапка. Така. Дали полиграфот, вие имате едно поглавје во оваа книга посветено на полиграфот и употребата на полиграфот во различни ситуации на кривичната и на казнената постапка. Дали сметате дека тој недоволно се користи кај нас и во кои ситуации треба да се употребува? Многу добро го издвоите прашањето, токму и на тоа и треба да следува добар одговор. Смислата ваша во тоа дали полиграфот може да се користи како доказно средство. Така и гласа и насловот кај мене во темата. Во темата точно. Така, значи полиграфот како доказно средство. Може да се користи полиграфот како доказно, моје мислење, а и мојот покоен професор сега, иначе порано ментор мој Панта Марина има и во својата книга од 70 година. Уште од тогаш тој се залагаше дека полиграфот треба да се користи како доказно средство во казната постапка. Ако во Америка се користи полиграфот при администрацијата во избори на лица или во тајните служби и разузнавачките служби, па тоа и може и кај нас да се користи. Сметам дека не е штета
многу е корисно кога еден полиграф во кој што веќе се применува и то обилно се применува во Америка, применува се во Европа, во Франција, во Германија. Мислам на администрација која што е тајна во тајните служби, така. Мислам дека во кривичната постапка треба да се применува како доказно средство, а често пати од моето искуство како адвокат, кога сум имал предмети, па се појавува обвинетиот и вели ако треба, ја зборувам вистината, нека ме однесат на полиграф, нека ме вештачат и ќе кажам јас вистината. Самиот полиграф со ова средство, таа машина, какво што е, со неја веќе раководат, може да раководи тимски да се раководи со неја. Тука може да бидат психолог, медицински психолог, судски психолог и психијатар. И тоа тестирање што се прави со веројатности поголеми над 90%, зборува веќе за една веројатност на овој доказ. Така да мислам дека треба да се воведе како доказно средство во Законот за кривична постапка. Да влезе и во закон, бидејќи да, сега да влезе во законот, како доказно средство. Да. Кои се другите ваши предлози, бидејќи имате долгогодишно искуство, особено во праксата, кои што треба да се направат за да се има на некој начин граѓаните да се чувствуваат посигурно, побезбедно дека правото и правниот систем ќе ги не само заштити, туку и почитува нивните основни човекови права? Има ли таков пример кој што би можеле да го издвоите? Какви промени се потребни? Дали законски? Дали сметате дека функционирањето на самиот правен систем има некакви пропусти кои што се случуваат надвор од образованието? Еве во праксата, во примената. Мислам дека и праксата еден вид е наука. Животот е наука. Ако веќе сакаме да имаме едно општество во кое што ќе функционира правосудството, а за мене Министерството за правда е втора влада во една држава и овој систем, ако добро не функционира, тогаш нема да функционира и државата. Така да, за да се чувствуваат граѓаните побезбедни, дали да се јават пред обвинителите, но многу битно е едукацијата на изборот на судиите и јавните обвинители. Кога станува збори за СЈО, Така, специјалното јавно обвинителство. Па тоа не е само во Македонија, па имаме и во Шпанија, имаме така и во Романија. Посебно во Шпанија сега го има ова кога сега се водат постапки на високи против високи функционери. И како што реков во почетокот дека криминолозите тоа не го испуштат и социолози, криминолози, социолози, тоа да го докажат на најдобар начин. Дека криминалот е поразвиен сега во властите отколку на ниските слоеви од општеството. Така. Кога зборувавме дека проблем е образованието на адвокатите, на судиите, на јавните обвинители, што правиме тогаш со кадарот кој што нив ги образува? Дали имаме ние доволно и стручен кадар на правните факултети? И ако ги немаме, што треба да правиме? Да затвараме факултети или да се создава експерти во оваа правна област кои што ќе може да ги да продуцираат нова генерација на квалитетни правници во државата? Па, мислам дека на факултетите има професори кои што продават и по 10 до 11 предмети. Очигледно е дека овој професор не може да постигне со неговите програми. Очигледно е дека не може да со предавањата да внесе знание на студентите по 11 предмети. Тоа го имаше во ШТИП. Има и на други факултети. Мислам дека тука треба да се обрне големо внимание. Покрај тоа со Закон за високо образование, таму дословно е кажано доколку предмети може да има еден факултет и еден професор, колку предмети да предава. Колку треба да има максимум? Максимум да има до 4 предмети. И нормално ќе се очекува дека нема да има квалитет
од тие 11 предмети, ако предава еден професор, до 4 предмети мислам дека може еден професор да држи предавања, како што се и студijските програми, толку не се обемни и може да се постигне таков успех. Мислам, голем е бројот на факултетите, на правните факултети и, за жал, нема квалитети. Нема квалитет во образованието. Так. Зборуваме и за постдипломските студии како дел од студиите на правниот факултет. Треба ли таму промена во изборот на предмети, на програмата која што се применува и ја студираат студентите? Што недостасува за да биде комплетно образован и да биде вистински кадар еден правник иден? Па моите искуства како професор на универзитетите, кога се упрашања постдипломските студии, просто студентите се гладни за знание, кога сакат да се опишат на магистратура и имаат желба за да изберат предмети кои сакат да ги студираат, но за жал нема такви квалитетни, мислам нема такви професори од тај профил за да бидат доволени и да се запишат на тие предмети, сакат да ги завршат, по моја искуство ми зборува, и се пресилени после да одат на некој трговски дел или на менеджмент и така натаму, а сакат да студираат на правен факултет, на постдипломски од критично-правните науки. И кога треба да имаме ние професор по судска психијатрија, ние немаме професор. Кога сакаме да имаме професор по судска психологија, немаме професор. Судска медицина немаме. За жал, немаме. А во моје време ги имаше. Тоа значи дека назадуваме, дека стагнира образовниот систем. Па имаме судска медицина, професор Бујер судска медицина предаваше. Судска медицина имаше професори, имаше судска психијатрија, од Белград не доаѓаат дури судска психологија, професори. Так. Значи, битни се тие предмети за еден судија кои што му се потребни, исказот на обвинетиот, кој што може да го признае делото. Ако судијата не е богат со своите знанија и оцени дека тоа признание што го дава обвинетиот е со цел да прикрие нешто друго, за жал, тоа нема да го открие никогаш ако таквите сознания ги нема тие науки. Имате 4 книги издадени, работите на своја 5-та. Сметате ли дека науката која што се создава вие и вашите колеги ја наоѓа својата примена во услови кога имаме многу факултети, во услови кога зборуваме дека се сепак продуцираат слаби кадри? Се чувствувате ли можеби безпомошно и безнадежно кога трудот можеби не стигнува до онаму каде што треба да биде разгранети листата? Кога сакам да се сретнам со мои колеги од адвокати или суди и кога сакам да разговарам на такви теми, за жал не може да најдеме нешто заедно. Далеко сме од некои работи. И сега моментално што го спремам предметот меѓународно казнено право, ова е многу добар предмет за еден правник. И литературата што ја барам, странска литература, наша литература и така натаму. Само една таква книга ми издадена професорот Камповски. Друга книга немаме. Тоа му дадена дури од 98 година до денеска. Што значи тоа? Дека просторот за создавање дела е се уште многу голем и празен? Па мислам дека празен е затоа што ако сака некој да пишува книги и така натаму, не може само преку интернет и компјутер да пишува. Мора да има книгата во рак. Так. Мора да набави литература да и да зема забелешки и така натаму што му требаат. Так. Професор, јас ви благодарам за вашето гостување во нашата емисија. Дали за крај на оваа емисија имате некоја порака, некоја мисла која што би сакале да остане забележена, а што се однесува на сиве овие проблеми кои што ги истакнавме за функционирањето на образованието на правните факултети и за функционирањето на правниот систем? Која би била вашата порака како човек од оваа фела? Моја порака е да не се избегнува адвокатурата. Многу малку има консултации со адвокатурата колку треба да се донесат закони.
Сепак, адвокатите се за мене поедуцирани од судиите. Со оглед на тоа што адвокатите се борат за предметите. Така. И предлозите на адвокатите ќе бидат многу корисни кога треба да се донесе некој закон. А сте биле ли консултирани? Еве сега ме поттикнавте да ве допрашам. Сте биле ли консултирани некогаш како адвокатска комора, например? Не сме били консултирани. Последниот пат имаше една меѓународна конференција во Сириус пред 15 дена и таму беше присутна само подпредседателка на адвокатска комора и излезе со едно стереотипно излагање, кратко таму од една страница, а меѓународна конференција од правото, имаше гости од Бугарија, од Хрватска, од Босна. За жал, и адвокатската комора во овој случај, мислам, затајува со дали има повеќе потреба да има консултации помеѓу министерот за правда и председател на адвокатска комора или мислам оти треба да има потесна соработка со адвокатската комора, Министерството за правда. Так. Кога го прашен да донесат закони. Вие сте имале ли некогаш, кога е во постапка некој закон, дали сте имале самоиницијативно да поднесете некакви забелешки во ИНЕР системот, например, пред донесувањето на законот, како адвокати, како здруженија, представници на адвокатите? Се случило ли и дали биле уважени? Не се били никогаш уважени, ниту пак сме имали прилика да бидеме повикани за таква консултација, некоја работилница да имаме меѓу Министерството за правда или и адвокатската комора. Така. Ви благодарам многу за вашето гостување во емисијата Визави. Се надевам дека ќе имаме следни поводи и прилики повторно да разговараме на теми од правото и адвокатурата. Многу ви благодарам за тоа што дојдовте во мојата канцеларија и тоа што имах потреба и јасно да го кажам, а инаку не е само за мојата книга, него и разговорите што е надвор од книгата во корист на нашата фела, на правото општо. Така, ви благодарам многу, почитувани гледачи, вам ви благодариме за вниманието што го одвоивте овие половина час за емисијата Визави.